Прва глава. Неговата сопруга. Тешкиот дел од тоа да бидеш сопруга што се моли, освен жртвувањето на времето, е да го сочуваш своето срце чисто. Тоа мора да биде чисто пред Бог за да можеш да видиш добри резултати. Токму затоа, молитвата за сопругот мора да почне со молитва за неговата сопруга. Ако имаш гнев, лутина, неопростување или безбожни ставови, дури ако постои добра причина за тоа, ќе биде тешко да видиш одговори на твоите молитви. Но ако можеш да му ги препуштиш овие чувства на Бог во целосна искреност и потоа продолжиш во молитва, не постои ништо друго што би можело да го промени твојот брак подраматично. Понекогаш сопругите ги саботираат сопствените молитви, затоа што не се молат со чисто срце. Мене ми требаше одредено време за да го сватам тоа. Мојата омилена молитва од 3 збора. Би сакала да можев да кажам дека редовно се молев за мојот сопруг од почетокот на нашиот брак се до денес, но не беше така, барем не како што предлагам во оваа книга. Да, се молев, молитвите беа кратки, заштити го Господе. Тие стигнаа и до точката спаси го нашиот брак, но најчесто беше мојата омилена молитва од 3 збора. Промени го Господе. Кога се зедовме, јас бев нов верник кој доаѓаше од живот на големо робство и грешки и морав многу да учам за избавителната и обновувачката сила на Бог. Мислев дека се омажив за човек кој беше речиси совршен, а она што не беше совршено беше мило. Како што минуваше времето, милото стана иритирачко, а совршеното стана нескротлив перфекционизам. Решив дека она што најмногу ме нервираше кај него, мора да се смени и тогаш се ќе биде во ред. Ми требаа неколку години за да сватам дека мојот сопруг никогаш нема да се приспособи на сликата што јас ја имав за него. Ми требаа уште неколку години потоа, за да сватам дека не можам никако да го натерам да се смени. Всушност, дури кога почнав да доаѓам кај Бог со она што ми пречеше, почнав да гледам некакви разлики. Но тоа не се случи како што јас очекував да се случи. Јас бев таа во која Бог прво почна да работи. Јас бев таа што почна да се менува. Моето срце требаше да омекне, да се понизи, да биде скршено, да биде обликувано и обновено пред тој воопшто да почне да работи во мојот сопруг. Јас морав да научам да ги гледам работите на начинот на кој Бог ги гледа, а не како што јас сметав дека треба да бидат. Постепено сватив дека е невозможно вистински да се предадеш на молитва за твојот сопруг, без претходно да го испиташ своето срце. Не можев да одам кај Бог и да очекувам одговори на молитвите, доколку чувствував неопростување, огорченост и гнев. Не можев да ја молам мојата омилена молитва од 3 збора, без да знам во најголемите длабочини на мојата душа, дека прво треба да ја молам Божјата омилена молитва од 3 збора. Промени ме, Господе. Кој? Јас? Да се променам? Немој да кажеш дека не те предупредив. Кога се молиш за својот сопруг, особено кога се надеваш дека ќе се промени, можеш со сигурност да очекуваш некакви промени. Но првите промени нема да се случат во него, тие ќе се случат во тебе. Ако ова те лути колку што ме лутеше мене, ќе речеш, чекај малку, не сум јас таа што треба да се промени овде. Но Бог гледа работи што ние не можеме да ги видиме. Тој знае каде можеме да се подобриме. Тој не мора многу да бара за да открие ставови и навики кои се надвор од неговата совршена волја за нас. Тој од нас бара да не грешиме во своето срце, бидејќи гревот не одвојува од него,
и нашите молитви не може да бидат одговорени. Ако мислев зло во срцето, Господ не би послушал. Псалм 66, 18 стих. Бог сака нашите срца да бидат чисти, за да не бидат попречени одговорите на нашите молитви. Целото ова барање е особено тешко, кога чувствуваш дека твојот сопруг ти сгрешил со нељубезност, непочитување, рамнодушност, неодговорност, неверство, напуштање, бездушност или злоставување. Но Бог ги смета гревовите на неопростувањето, гневот, омразата, самосожалувањето, недостатокот на љубов и одмаздата за исто толку лоши колку и сите други. Исповедај ги и замоли го Бог да те ослободи од се што не е од Него. Еден од најголемите дарови што можеш да му ги подариш на твојот сопруг е твојата собствена целосност. Најефикасната алатка за негово трансформирање може да биде твојата собствена трансформација. Не грижи се, и јас се борев со се во ова. Всушност, секој пат кога јас и мојот сопруг ќе западневме во ќорсокак, јас и Бог водевме разговор кој се одвиваше вака некако. Дали гледаш каков е Господе? Дали гледаш каква си ти? Господе, дали сакаш да кажеш дека има работи кои сакаш да ги промениш во мене? Многу работи. Дали си подготвена да ги слушнеш? Па, веројатно сум. Кажи ми кога навистина ќе бидеш подготвена. Зошто јас, Боже? Тој треба да се промени. Суштината не е кој треба да се промени. Суштината е кој е подготвен да се промени. Но Боже, ова не е фер. Јас никогаш не реков дека животот е фер. Реков дека јас сум фер. Но јас... Некој мора да биде подготвен да почне. Но... Колку е важно да го сочуваш својот брак? Многу е важно. Другите опции се неприфатливи. Јас завршив со излагањето. Да продолжиме со тоа да те промениме тебе. Помогни ми да имам вистински став во врска со ова, Господе. Тоа зависи од тебе. Дали треба да се молам за својот сопруг, иако тој не се моли за мене? Токму така. Но тоа не е... Во ред, запомнив, животот не е фер, ти си фер. Тивко климнување од небото. Се предавам, стори го тоа. Ах, ова ќе биде болно. Промени. Не можам да верувам дека го кажувам ова. Длабоко воздивнување. Промени ме, Господе. Болно. Да умреш за себе си е секогаш болно. Особено кога си убеден дека на другиот му треба повеќе промена отколку тебе. Но овој вид на болка води кон живот. Другата алтернатива е исто толку болна и нејзиниот конечен крај е смрт на еден сон, на еден однос, на еден брак, на едно семејство. Бог може да ги воскресне и најмртвите бракови, но за тоа е потребно да се понизиме себе си пред Него и да сакаме да живееме на Негов начин, простување, добрина и љубов. Тоа значи да го оставиме минатото и сета болка поврзана со него и да бидеме подготвени да изгубиме расправијата, за да ја добиеме битката. Не сакам да кажам дека треба да станеш личност без свој характер, чувства или ставови, или да станеш жртва на кефот на твојот сопруг. Бог не го бара тоа од тебе. Всушност, ако си во каков било вид на физичка или емотивна опасност, тргни се веднаш од таа ситуација и појди на некое сигурно место и побарај помош. Можеш да се молиш оттаму, додека твојот сопруг го прима советувањето што му треба. Подчинувањето е нешто што го правиш од срце, а не нешто што се бара од тебе. Исус рече, кој ќе ја загуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Евангелие според Матеј,
10 глава, 39 стих. Но положувањето на твојот живот е нешто што доброволно го правиш, а не нешто што ти е сосила одземено. Она што сакам да го кажам е дека твојот став треба да биде: се што сакаш, Господе, покажи ми и ќе го сторам тоа. Тоа значи дека си подготвена да умреш за себе си и да речеш: промени ме, Господе. Најважниот јазик на љубовта. Нешто чудесно се случува во нашето срце кога се молиме за некој друг. Закоравеноста омекнува. Ние стануваме способни да ги заборавиме повредите и да простиме. На крајот, дури почнуваме да ја сакаме личноста за која се молиме. Тоа е чудесно. Тоа се случува затоа што кога се молиме, влегуваме во Божјото присуство и тој не исполнува со неговиот дух на љубовта. Кога се молиш за својот сопруг, Божјата љубов за него ќе расте во твоето срце. И не само тоа, ќе сватиш дека и во неговото срце расте љубовта за тебе, без тој дури ни да знае дека се молиш. Тоа е така затоа што молитвата е најважниот јазик на љубовта. Таа комуницира на начини на кои ние не можеме. Сум видела како жени без никакво чувство на љубов спрема своите сопрузи сваќаат дека кога се молат, со текот на времето, тие чувства доаѓаат. Понекогаш тие се чувствуваат поинако дури и по првата искрена молитва. Да му зборуваш на Бог за твојот сопруг е дело на љубов. Молитвата ја зголемува љубовта, љубовта поттикнува повеќе молитва, која за возврат уште повеќе ја зголемува љубовта. Дури и ако твојата молитва не произлегува од сосема несебични мотиви, твоите мотиви ќе станат се повеќе несебични, доколку продолжиш да се молиш. Ке сватиш дека си пољубезна во твоите одговори. Ке забележиш дека некои прашања кои претходно предизвикувале расправи меѓу вас, повеќе нема да го прават тоа. Ке можете да наоѓате заеднички решенија без караници. Ова единство е од суштествена важност. Кога не сме соединети, се распаѓа. Исус рече: секое царство поделено во себе си запустува и секој град или дом кој е поделен во себе си нема да опстане. Евангелие според Матеј, 12 глава, 25 стих. Молитвата носи единство дури ако не се молите заедно. Многу пати јас и мојот сопруг сме биле ослободени од голема напнатост меѓу нас, само затоа што сум се молела за него. Исто така прашањето како можам да се молам за тебе носи аспект на љубов и грижа во ситуацијата. Мојот сопруг обично ќе застане и ќе одговори на тоа прашање многу детално, на кое инаку воопшто не би одговорил. Знам дури за неверници кои одговориле позитивно, кога тоа прашање им го поставиле нивните сопруги. Суштината во сето ова е дека како маж и жена ние не сакаме да одиме по различни патишта. Ние сакаме да бидеме на истиот пат заедно. Сакаме да бидеме вистински здружени, животни сопатници и да ја имаме љубовта која трае до крајот на животот. Молитвата како најважниот јазик на љубовта може да направи тоа да се случи. Мене дури не ми се допаѓа тој. Како можам да се молам за него? Дали некогаш си му била толку лута на твојот сопруг, што последното нешто што си сакала да го правиш било да се молиш за него? И јас сум била. Тешко е да се молиш за некого кога си лута или кога тој те повредил, но токму тоа Бог сака да го правиме. Ако тој ни рече да се молиме за нашите непријатели, колку повеќе треба да се молиме за оној со кого сме станале едно и кого би требало да го сакаме. Но како да го надминеме неопростувањето и критичкиот став? Првото нешто што треба да го направиме е да бидеме целосно искрени со Бог, за да можеме да ги срушиме ѕидовите во нашите срца и да ги скршиме препреките кои ја попречуваат комуникацијата. Мора да бидеме целосно отворени со Господ,
во врска со нашите чувства. Не мора да се преправаме пред Него. Тој веќе ја знае вистината. Тој само сака да види дали сме подготвени да го признаеме и да го исповедаме тоа како непослушност спрема Неговата волја. Доколку го сториме тоа, тогаш тој има срце со кое може да работи. Ако си му лута на својот сопруг, кажи му на Бог. Не дозволувај тоа да стане рак рана која ќе расте во секој поминат ден. Не вели, ќе го живеам својот живот и ќе оставам тој да си го живее својот. Постои одредена цена која треба да ја платиме, кога живееме целосно независни еден од друг. Но во Господ, ниту мажот е независен од жена, ниту жената е независна од маж. 1 Коринќаните, 11 глава, 11 стих. Место тоа речи: Господе, ништо во мене не сака да се моли за овој човек. Го исповедам мојот гнев, болка, неопростување, разочарување, лутина и тврдо срце спрема него. Прости ми и создади во мене чисто срце и праведен дух пред Тебе. Дај ми нов, позитивен, радосен став спрема него, став полн со љубов и простување. Оному каде што сгрешил, откри му го тоа и увери го во неговото срце, во врска со тоа. Води го низ патот на покајанието и избавувањето. Помогни ми да не се држам настрана од него емотивно, умствено и физички заради неопростување. Ако некој од нас треба да побара прошка од другиот, помогни ни да го направиме тоа. Ако постои нешто што не го гледам, а што го продлабочува овој проблем, откри ми го тоа и помогни ми да го разберам. Отстрани секаква конфузија која создала недоразбирање или лоша комуникација. Ако постои однесување кое треба да се промени кај некого од нас, се молам да овозможиш таа промена да се случи. Колку и да сакам да се држам до мојот гнев, бидејќи сметам дека е оправдан, сакам да го правам она што ти сакаш да го правам. Ти ги предавам сите овие чувства тебе. Дај ми обновено чувство на љубов спрема него и зборови кои ќе ја исцелат оваа ситуација. Ако чувствуваш дека можеш, обиди се со овој мал експеримент и види што ќе се случи. Моли се за твојот сопруг секој ден во текот на еден месец, фокусирајќи се на секоја од овие 30 области кои ги вклучи во оваа книга. Моли се за една глава секој ден. Замоли го Бог да ги излее своите благослови врз него и да ве исполни двајцата со неговата љубов. Ке видиш дека твоето срце ќе омекне спрема него. Ке забележиш дека и неговиот однос спрема тебе ќе се промени. Ке видиш и дека вашиот однос функционира подобро. Ако ти е тешко да се посветиш на ваков вид на молитва, размисли за тоа од Божја перспектива. Да го гледаш твојот сопруг низ Божите очи, не само како твој сопруг, туку и како Божјо чедо, син кого Бог го љуби, може да биде вистинско откровение. Ако некој побара од тебе да се молиш за неговиот или нејзиниот син, ти би го сторила тоа, зарем не? Па Бог го бара тоа од тебе. Замолчи и моли се. Има време за се, вели Библијата, а тоа не би можело да биде повистинито отколку во еден брак, особено кога станува збор за зборовите кои ги кажуваме. Постои време кога треба да зборуваме и време кога не треба да зборуваме, а среќен е мажот чија жена знае да ги разликува двете. Секој кој е во брак, веќе некое време сваќа дека за некои работи е подобро да не се зборува. Жената може да го повреди својот сопруг повеќе од кој било друг, а истото може и тој да и го стори нејзе. Без разлика на извинувањето, зборовите не може да се избришат. Тие може да бидат само простени, а тоа не е секогаш лесно. Понекогаш се што ќе кажеме само го попречува текот на она што Бог сака да го направи. Па така, најдобро е едноставно да замолчиме и да се молиме. Кога јас и Мајкл се зедовме,
Јас не зборував многу кога ќе почувствував дека нешто не е во ред. Си ги чував чувствата во себе. Откако се роди нашето прво дете, станав значително гласна, но колку повеќе ги искажував моите приговори и мислења, толку повеќе тој се спротивставуваше и толку повеќе се расправавме. Се што ќе кажев, не само што не постигнуваше ништо во областа во која сакав да постигне нешто, туку имаше и спротивен ефект. Ми беа потребни неколку години за да научам она што милиони жени го научиле низ вековите. Додевањето не функционира. Критикувањето не функционира. Понекогаш дури ни едноставниот разговор не постигнува ништо. Сватив дека молитвата е единственото нешто кое секогаш функционира. Гаранцијата што ја имав со молитвата е дека мораш да одиш преку Бог за да го сториш тоа. Тоа значи дека не можеш да го извлечеш со лошиот став, со погрешното размислување или со погрешните мотиви. Кога се молиш, Бог ти открива се во твојот характер што е спротивно на неговиот ред на нештата. Мојот сопруг нема да направи нешто што не сака да го прави, а доколку направи нешто што не сака да го прави, тогаш членовите на неговото потесно семејство ќе платат за тоа. Ако има нешто што навистина сакам тој да го направи, научив да се молам за тоа се додека не го имам Божиот мир во своето срце, пред да го побарам тоа од него. Понекогаш Бог го менува моето срце во врска со тоа или ми покажува друг начин, па така не морам ништо да кажам. А доколку морам да кажам нешто, се обидувам тоа да не ми излета само туку така. Прво се молам за Божјото водство. Меѓутоа ми беше потребно долго време за да го сватам ова. Тоа се случи еден ден кога наидов на пословицата: подобро е да се живее во пустина, отколку со расправлива и гневлива жена. Пословици, 21 глава, 19 стих. Заради некоја причина, тоа ме погоди. Но Господе, се прашував, што е со јавниот укор е подобар отколку лажната љубов? Пословици, 27 глава, 5 стих. Нели ние сопругите треба да им кажуваме на нашите сопрузи кога нешто не е во ред? Тој одговори: се има своја доба под небото, време за молчење и време за зборување. Проповедник, 3 глава, 1 и 7 стих. Проблемот е што не знаеш кога, кое да го правиш и не знаеш како да го правиш тоа во љубов. Во ред, Господе, реков, покажи ми кога да зборувам и кога едноставно да молчам и да се молам. Првата можност за тоа дојде веднаш. Јас започнав една нова неделна женска група за молитва во мојот дом и тоа толку многу ни ги менуваше животите, така што му предложив на мојот сопруг и тој да започне слична група за мажи. Но тој не сакаше ни да чуе за тоа. Немам време за тоа, беше неговиот немногу задоволен со идејата одговор. Колку повеќе зборував за тоа, толку понервозен стануваше Мајкл. Откако ги добив од Бог упатствата за замолчи и моли се, решив да се обидам со таквиот пристап. Престанав да зборувам за тоа и почнав да се молам. Исто така ја замолив мојата молитвена група да се моли заедно со мене. Поминаа повеќе од 2 години откако престанав да го спомнувам тоа и откако почнав да се молам, кога Мајкл неочекувано објави дека организира машка неделна молитвена група. Таа се уште трае, а тој се уште не знае дека јас се молев. Иако беше потребно повеќе време отколку што сакав, се случи, а имав и мир додека чекав, кој немаше да го имам доколку не замолчев. Царицата Естира во Библијата се молеше, постеше и бараше од Бог да ја го покаже вистинското време, пред да му пристапи на својот сопруг, царот, во врска со една многу важна работа. Постоеше голем ризик и таа го знаеше тоа. Таа не истрча пред него викајќи: твоите пријатели силеџи ќе ни го уништат животот. Напротив,
таа прво се молеше и потоа му служеше во љубов, додека Бог го подготвуваше неговото срце. Господ секогаш ќе ни даде зборови што треба да ги кажеме и ќе ни покаже кога да ги кажеме ако го замолиме. Вистинското време значи се. Познавам луѓе кои се оправдуваат дека се само искрени кога ги повредуваат луѓето со своите зборови. Библијата вели, безумникот го излева сиот свој грев, а мудриот го воздржува. Пословици, 29 глава, 11 стих. Со други зборови, безумно е да го споделуваш секое чувство и секоја мисла. Да бидеш искрен не значи дека треба да бидеш целосно отворен во секој твој коментар. Тоа ги повредува луѓето. Иако искреноста е предуслов за успешен брак, да му кажуваш на твојот сопруг се што не е во ред со него, не само што е неразумно, туку веројатно и не ја открива целата вистина. Целата вистина е од Божја перспектива и тој без сомнение ги нема истите проблеми со некои од постапките на твојот сопруг кои ги имаш ти. Нашата цел не смее да биде да ги натераме нашите сопрузи да го прават она што ние го сакаме, туку да му ги препуштиме на Бог, за да може тој да ги поттикне да го прават она што тој го сака. Внимателно прави разлика меѓу она што е навистина добро и она што е навистина лошо. Ако тоа не се вклопува јасно во ниедна од овие категории, чувај си го своето лично мислење за себе си. Или моли се за тоа и потоа, како што Господ ќе те води, откри ги во една тивка дискусија. Библијата вели, не избрзувај со својата уста и срцето да не брза со зборови пред Бога, зашто Бог е на небото, а ти си на земјата. Затоа штеди ги своите зборови. Проповедник, 5 глава, 1 стих. Понекогаш треба само да слушаме и да не нудиме совети, да поддржуваме и да не нудиме конструктивни критики. Во ниеден момент не сакав да кажам дека треба да станеш исплашена крпа за нодзе која никогаш не го соочува својот сопруг со вистината, особено кога се работи за негово добро. Се разбира дека треба јасно да ги изразуваш своите чувства и ставови, но откако еднаш ќе ги слушне, не продолжувај да го притискаш се додека тоа не стане предмет на расправи и незадоволство. Доколку мораш да кажеш нешто што е тешко да се слушне, замоли го Бог да ти помогне да препознаеш кога твојот сопруг ќе биде најотворен за да ги слушне. Моли се за вистинските зборови и неговото срце да биде целосно отворено. Знај дека тоа е тешко ако имаш само неколку зборови за кои умираш да ги кажеш. Но колку и да изгледа тешко, подобро е прво Бог да ги слушне, за да може да ги ублажи со неговиот дух. Ова е особено точно, кога зборувањето целосно престанало и секој збор носи само повеќе болка. Би сакала да научев порано да се молам пред да зборувам. Моите зборови многу често предизвикуваат брамбена реакција кај мојот сопруг, која создаваше остри зборови за кои подоцна и двајцата жалевме. Тој ги примаше моите предлози како притисок да направи или да биде нешто, иако секогаш ги имав неговите најдобри интереси на срце. Тоа мораше да дојде кај него од Бог. Кога живееме преку Божјата сила, а не по телото, не мора да копнееме да бидеме силни во нашите зборови, зашто Божјото царство не се состои во зборови, туку во сила. 1 Коринќаните, 4 глава, 20 стих. Не се зборовите што ги изговараме тие што прават разлика, туку Божјата сила која ги придружува. Ке се изненадиш колкава сила ќе имаат твоите зборови, кога ќе се молиш пред да ги изговориш. Ќе бидеш уште повеќе изненадена од тоа што може да се случи, кога ќе замолчиш и ќе му дозволиш на Бог да действува. Верник или неверник? Ако твојот сопруг не е верник,
веројатно веќе знаеш колку е добро да продолжиш да му зборуваш на Господ, доколку не одговорил првите неколку пати. Не е дека никогаш не можеш да му кажеш ништо, но ако она што го кажуваш е секогаш примено со рамнодушност и лутина, следниот чекор е да молчиш и да се молиш. Библијата вели дека жената може да го придобие без да каже нешто, бидејќи она што го гледа во својата жена зборува погласно од она што таа го зборува. Да бидат придобиени без зборови преку поведението на своите жени. 1 Петар, 3 глава, 1 и 2 стих. Бог вели дека тој зборува за работи кои не се како да се, и ти можеш да го правиш тоа. Можеш да речеш, нема да се преправам, но ќе зборувам за работи кои не се дел од животот на мојот сопруг, како да се дел од него. Иако тој нема вера, ќе се молам за него како да има. Се разбира дека не можеш да го присилиш да направи нешто што не сака да го направи, но можеш да имаш пристап до Божјата сила ако се молиш Божјиот глас да навлезе во душата на твојот сопруг. Без разлика колку долго ќе треба да се молиш за твојот сопруг, да го познае Господ, дури ако за тоа е потребен целиот негов живот, времето нема да биде залудно потрошено. Во меѓувреме, без оглед на тоа дали твојот сопруг е верник или не, се уште можеш да ги молиш сите молитви од оваа книга за него и да очекуваш да видиш значителни одговори на нив. Создавање на дом. Не ми е грижа колку си слободоумна, но кога ќе се омажиш, секогаш ќе има две области кои ќе бидат целосно твоја одговорност – домот и децата. Дури и ако си единствената која работи и ако твојот сопруг останува дома за да ја одржува куќата и да ги чува децата, од тебе се уште ќе се очекува да се грижиш срцето на твојот дом да биде мирно за солниште, извор на задоволство, прифатеност, обновување, грижа, одмор и љубов за твоето семејство. Над сето ова, од тебе исто така ќе се очекува да бидеш сексуално привлечна, добра готвачка, одлична мајка и физички, емотивно и духовно во форма. Ова е премногу за повеќето жени, но добрата вест е дека не мора да го правиш сето тоа сама. Можеш да бараш помош од Бог. Замоли го Бог да ти покаже како да го направиш својот дом безбедно за солниште, кое го изградува твоето семејство, место каде што тече креативноста и каде што комуникацијата е непопречена. Замоли го Бог да ти помогне да ја одржуваш куќата чиста, а лиштата исперени, кујната во ред, шпајзот и фрижидерот полни и креветите наместени. Ова се основни работи за кои мажот можеби нема да ја дава комплименти на својата жена секој ден или воопшто, но тој ќе забележи ако не се направени. Мојот сопруг можеби нема со месеци да отвори во плакарот за да побара сијалица или батерија, но кога ќе отвори, сака тоа да биде таму. Ниту пак сака една вечер да си дојде дома доцна од работа и да види дека нема леп за сендвичи. Јас се трудам најдобро што можам за да бидам сигурна дека секогаш има леп. Го молам Бог да ми помогне да одржувам куќа во која мојот сопруг со задоволство ќе сака да си дојде дома или да ги донесе своите пријатели. Не е неопходно да имаш скап мебел или декоратер за да го направиш сето тоа. Мојот прв дом беше мал и имаше стар мебел кој го купив на распродажба. Го бојадисав целото место сама, со помошта на една пријателка и направив да изгледа привлечно. Потребно е само некоја идеја и малку грижа. За да можеш својата куќа да ја направиш дом, треба да му дозволиш на твојот сопруг да биде главата за да можеш ти да бидеш срцето. Да се обидуваш да бидеш и двете е премногу. Бог го поставил мажот како глава на семејството, без разлика дали тој го заслужува тоа или не, и без разлика дали тој е подготвен да ја заземе таа позиција или не.
Тоа е Божјиот ред на нештата. Тоа не значи дека една позиција е поважна од друга. Тие функционираат заедно. Ако твојот сопруг треба да биде глава на домот, ти треба да му го дозволиш тоа. Ако ти треба да бидеш срцето на домот, се уште ќе треба да ги преземеш чекорите потребни за тоа, дури ако си главниот снабдител на финансиската поддршка. Да се обидуваш да го свртиш тоа обратно, само ќе предизвика постојана борба. Тоа не значи дека жената не може да работи, а мажот да се грижи за домот. Ставовите на срцето и главата се тие кои ја прават разликата. Постоеја периоди од по неколку недели додека ја завршував секоја од книгите што ги напишав кога мојот сопруг се грижеше за домот и за децата, за да можам да ја завршам секоја книга на време. Тоа никогаш не ја минимизираше неговата позиција како глава, ниту пак предизвика да ја преземам неговата позиција. Тоа е нешто што тој го направи за мене. Постоја периоди кога беше потребно јас да работам, за да може тој да се одмори. Тоа јас го правев за него. Тоа е деликатна урамнотеженост за повеќето луѓе, па затоа е најдобро да се молиш овие две позиции, главата и срцето, да не се компромитираат. Да се одржува редот во домот не значи дека тој треба да биде совршен, туку дека не треба да излегува од контрола. Ако работиш напорно колку што работи и тој, за да има доволно пари во домот, одговорностите во домот треба да се поделат. Ако тој не сака да ги поделите одговорностите, да потрошиш одредена сума на пари за некој кој ќе ти помага неколку часа неделно, е многу поевтино отколку развод, физиотерапевт, психијатар, доктор или погреб. Замоли го Бог да ти го покаже тоа. Се што кажа во врска со домот се однесува и на твоето тело, душа и дух. Треба да направиш одредени напори за да ги одржуваш. Еднаш слушав една говорна емисија на радио, каде што се јави една жена за да му се пожали на популарниот психолог, дека нејзиниот сопруг и рекол дека таа веќе не му е привлечна. Домаќинот рече: "Што правиш ти за да бидеш привлечна?" Жената немаше одговор. Суштината е дека не можеш туку така да станеш привлечна. Дури и најубавите жени во светот прават многу за да ја одржуваат својата привлечност. Царицата Естира беше една од најубавите жени во нејзината земја, а сепак помина цела една година разубавувајќи се себе си пред да го сретне царот. И ние треба да си го поставиме истото прашање. Што правам јас да му бидам привлечна на мојот сопруг? Дали се трудам да бидам чиста и да мирисам убаво? Дали се трудам моето внатрешно јас да биде прочистено и подмладено со редовни вежби? Дали ја чувам мојата виталност и здравје со здрава исхрана? Дали се облекувам привлечно? И најважно од се, дали поминуваме време насамо со Бог секој ден? Ти гарантирам дека колку повеќе време поминуваш со Господ, толку повеќе ќе блескаш. Миловидноста е лажлива, убавината е суетна, жена со страф од Господа заслужува пофалба. Пословици, 31 глава, 30 стих. Не можеш да си дозволиш да не ја направиш оваа инвестиција за себе си, за твоето здравје и за твојата иднина. Не е себично да го правиш тоа. Себично е да не го правиш тоа. Замоли го Бог да ти покаже кои чекори треба да ги преземеш и потоа да те оспособи да ги направиш. Покани го Светиот Дух да живее во тебе и во твојот дом. Остави ги очекувањата. Набрзо откако се зедовме, сопругот ми се јави од работа и ми рече дека сака да подготвам одредено пилешко јадење за вечера. Појдов во продавница, ја купив храната, го подготвив јадењето и кога си дојде дома, тој влезе низ вратата и без заобиколување рече: "Не ми се јаде пилешко вечерва, сакам јагнешки котлети." Не морам да ви ги кажувам мислите што ми поминаа низ глава, зашто сигурна сум дека веќе ги знаете. Ова не беше единствениот случај. Слични вакви случки се случуваа многу често.
Не можам ни да изброам колку пати Мајкл ќе ми ветеше дека ќе си дојде дома за вечера, а потоа ќе се јавеше 10 минути по вечерата и ќе ми речеше дека ќе работи до доцна и дека ќе јаде надвор со своите колеги. Најпосле сватив дека нема никаква корист да бидам лута, повредена или огорчена. Тоа само ги влошуваше работите. Тој се повеќе се оддалечуваше бидејќи мислеше дека не ја разбирам неговата ситуација. Сватив дека е поздраво и за двајцата ако ги променам своите очекувања. Од тогаш натаму, подготвував храна, сметајќи дека само јас и децата ќе ја јадеме. Ако Мајкл има можност да ни се придружи, тоа ќе биде пријатно изненадување. Ако не може, ќе можам да живеам со тоа. Научив дека кога се случуваат разочарувачки работи, најдобро е да се потсетам на добрите особини на мојот сопруг. Се присетувам како тој понекогаш ми помага со домашните работи и со готвењето. Тој е верен и не ми дава причини да се сомневам во тоа. Тој е верник кој оди во црква, ја чита Библијата, се моли и има високи морални стандарди. Тој ме сака мене и нашите деца. Ги употребува своите таленти за Божја слава. Тој е добар и великодушен снабдител. Работите би можеле да бидат многу полоши, па затоа нема да се жалам дали тој е дома за вечера или не. Мислам дека кога би можела да ја помогнам на некоја нова сопруга, тогаш би ја обесхрабрила да влезе во својот брак со еден голем список на очекувања, а потоа да се разочара ако нејзиниот сопруг не ги исполни. Се разбира дека постојат неколку основни работи за кои треба да постои согласност пред венчавката, како што се верноста, финансиите, искреноста, добрината, основното пристојно однесување, високите морални стандарди, физичката и емотивната љубов и заштитата. Ако не ги добиваш овие работи, можеш да ги побараш. Ако и потоа не ги добиеш, можеш да се молиш. Но кога се работи за поспецифични работи, не можеш да бараш една личност да ти ги исполни сите твои потреби. Притисокот да го направи тоа и да ги исполни твоите соништа во исто време може да биде премногу за еден маж. Место тоа, кажи му ги своите потреби на Бог во молитва и од Него барај одговори. Ако се обидеме да ги контролираме нашите сопрузи, имајќи големи списоци на работи кои тие треба да ги исполнат, а потоа сме лути и разочарани бидејќи тие не можат да ги исполнат, тогаш ние сме тие кои грешиме. Најголемиот проблем во мојот брак се појави кога моите очекувања за тоа што треба Мајкл да биде или да прави не се совпаднаа со реалноста за тоа кој е тој. Треба да се ослободиме од колку што е можно повеќе очекувања. Промените кои се обидуваш да направиш да се случат кај твојот сопруг или кои твојот сопруг се обидува да ги направи кај себе си за да бидеш задоволна, се осудени на пропаст и ќе донесат разочарување и кај двајцата. Место тоа, барај од Бог да ги направи потребните промени. Тој ќе заврши многу подобра работа бидејќи се што прави Бог останува довека. На тоа не може ништо да му се додаде, ниту може да му се одземе. Проповедник, 3 глава, 14 стих. Прифати го својот сопруг таков каков што е и моли се за него да расте. Потоа кога ќе се случат промени, тоа ќе биде затоа што Бог работел во него и тоа ќе трае за секогаш. Душо моја, мирот е само во Бога. Мојата надеж е само во Него. Псалм 62, 5 стих. Твоите најголеми очекувања треба да бидат од Бог, не од твојот сопруг. Со сета почит. Интересно е тоа што Бог сака од мажот да ја љуби својата жена, но од жената бара да го почитува својот маж. И така секој од вас да ја љуби својата жена како себе си, а жената да го почитува својот маж. Ефесијаните, 5 глава, 33 стих. Предпоставувам дека ниедна жена не би се омажила со маж што не го сака, но многу често жената ја губи почита спрема својот маж откако се во брак одредено време.
Губењето на почита се чини дека му претходи на губењето на љубовта и е многу поболно за мажот отколку што мислиме. Последиците од губењето на почита спрема сопругот можат да бидат многу сериозни. Сопругата на цар Давид, Михала, го гледаше својот сопруг како игра од радост пред Господ и пред народот, без негова царска облека и без неговата долна облека, додека го носеа Господовиот ковчег во градот. Михала не само што не се радуваше со него, туку и го презре во своето срце. 2 Самуил, 6 глава, 16 стих. Таа имаше критички став спрема него, место да се обиде да ја разбере ситуацијата од Божја перспектива. Таа плати голема цена заради тоа што немаше почит. Божјиот суд предизвика таа да не може да има деца. Верувам дека не само што носиме пораз во својот брак и врз својот сопруг, кога немаме почит за него, туку тоа ја затвора и вратата за нов живот во нас. Во еден друг пример, царицата Астина не сакаше да појде кај царот на негова заповед. Царот приготви гозба за своите пријатели, беше расположен за забава и сакаше да ја покаже својата прекрасна жена. Се што тој бараше од неа беше да ја облече својата царска облека, да ја стави својата царска круна и да изгледа величествено пред луѓето кои тој ги забавуваше. Но таа одби да дојде, знаејќи многу добро дека тоа ќе биде понижувачки за него. Но царицата Астина не сакаше да му се одзвие на царскиот повик, што и го принесоа дворјаните. Тогаш царот се разгневи многу и неговиот гнев се распламна. Естира, 1 глава, 12 стих. Резултатот беше што Астина ја загуби својата позиција како царица. Таа не само што му сгреши на својот сопруг царот, туку и на народот исто така. Доколку жената не сака да ја загуби својата позиција како царица во срцето на својот сопруг и воедно да ги повреди своето семејство и пријателите, таа не смее да го понижува својот сопруг без оглед на тоа што смета дека тој го заслужува тоа. Цената е превисока. Ако ова веќе ти се случило и знаеш дека си покажала непочитување спрема својот сопруг, веднаш исповедај го тоа пред Бог. Кажи: Господе, исповедам дека не го почитувам мојот сопруг на начин според Твоето слово. Постои еден зид во моето срце, за кој знам дека го издигнав за да се заштитам од повреди. Но подготвена сум да дозволам да се сруши, за да може моето срце да биде исцелено. Ги исповедам ситуациите, кога покажував непочитување спрема него. Го исповедам својот став и зборови на непочитување како грев спрема тебе. Покажи ми како да ја симнам оваа препрека врз моите чувства, која ме спречува да имам безусловна љубов, која ти сакаш да ја имам. Сруши го зидот на закоравеност околу моето срце и покажи ми како да го почитувам мојот сопруг како што ти сакаш. Дај ми го Твоето срце за него, Господе, и помогни ми да го гледам на начин на кој што ти го гледаш. Ваквата молитва ќе те ослободи за да го видиш огромниот потенцијал на твојот маж, наспроти неговите неуспеси. Тоа ќе те оспособи да кажеш нешто позитивно, што ќе го охрабри, ќе го изгради, ќе му даде живот и ќе го направи бракот подобар. Љубовта се намалува кога размислуваме негативно. Љубовта расте кога се фокусираме на позитивното. Ако го имаш Божјото срце за твојот сопруг, ќе можеш да гледаш низ нови очи. Има моменти кога нема да можеш да разбереш од каде доаѓа твојот сопруг, што чувствува и зошто ги прави работите што ги прави, освен ако ја имаш Божјата мудрост. Замоли го Бог да ти ја даде. Кога се молиш за себе си, неговата сопруга, сети се на овој добар пример за добра сопруга од Библијата. Библијата вели дека таа се грижи за својот дом и добро управува со него. Таа знае како да купува и да продава и да прави мудри инвестиции,
се грижи за себе си за да биде здрава и силна и привлечно се облекува, вредно работи и е вещ трговец. Таа дава и совесно се подготвува за идните дни. Таа придонесува за добриот углед на својот сопруг. Таа е силна, цврста, честна и не се плаши од староста. Таа зборува мудро и љубезно. Не седи залудно, туку будно наблюдува што се случува во нејзиниот дом. Нејзините деца и нејзиниот сопруг ја пофалуваат. Таа не се потпира врз шармот и убавината, туку знае дека стравот од Господа е она што е најпривлечно. Таа го поддржува својот сопруг и има плоден живот, кој гласно зборува за себе си. Пословици, 31 глава. Ова е навистина прекрасна жена, таква жена какво што можеме да станеме само ако Бог не оспособи и ако самите се предадеме. Суштината е дека таа е жена, чиј сопруг има доверба во неа, бидејќи таа му прави добро, а не зло во сите дни на својот век. Верувам дека најважното добро што жената може да го прави за својот сопруг е да се моли. Ќе го правиме ли тоа? Молитва. Господе, помогни ми да бидам добра сопруга. Целосно разбирам дека го немам она што е потребно за да бидам таква, без Твоја помош. Земи ја мојата себичност, нетрпеливост и раздразливост и претвори ги во добрина, долготрпеливост и подготвеност да ги поднесувам сите работи. Земи ги моите стари емотивни навики, ставови, автоматски реакции, навредливи предпоставки и самозаштитничкиот став и направи ме трпелива, љубезна, добра, верна, нежна и воздржлива. Земи ја закоравеноста на моето срце и сруши ги зидовите преку Твоето откровение. Дај ми ново срце и стави ја во мене Твојата љубов, мир и радост. Галатите, 5 глава, 22-23 стих. Јас не сум способна да го надминам тоа што сум во овој момент. Само Ти можеш да ме промениш. Покажи ми го гревот во моето срце, особено во однос на мојот сопруг. Ги исповедам ситуациите кога бев ладна, критички настроена, лута, огорчена, без почитување и без простување спрема него. Помогни ми да ја оставам настрана секоја повреда, лутина или разочарување што го чувствувам и да му простам како што ни простуваш Ти, целосно, без да гледаш назад. Направи ме инструмент за помирување, мир и исцелување во мојот брак. Оспособи не добро да комуницираме и избави не од прагот на разделбата каде што започнува реалноста на разводот. Помогни ми да му бидам помошник на мојот сопруг, пријател, борец, придружник и поддршка. Помогни ми да создадам мирно, спокојно и безбедно место во кое ќе може да си дојде дома. Научи ме како да се грижам за себе си и да му останам привлечна. Претвори ме во креативна и сигурна жена која е богата во својот ум, душа и дух. Направи ме таква жена за која ќе биде горд да каже дека му е сопруга. Ги полагам сите мои очекувања пред Твојот крст. Го ослободувам мојот сопруг од товарот да ме задоволи во области за кои треба да барам од Тебе. Помогни ми да го прифатам онаков каков што е и да не се обидувам да го променам. Разбирам дека во некои области тој можеби никогаш нема да се промени, но во исто време
Го ослободувам да се промени на начини на кои никогаш не сум помислила дека може да се промени. Ги предавам промените што треба да се направат во Твои раце и целосно прифаќам дека ниеден од нас не е совршен и никогаш нема да биде. Само Ти, Господи, си совршен и јас се надевам на Тебе дека Ти ќе не усовршиш. Научи ме како да се молам за мојот сопруг и како да ги направам молитвите вистински јазик на љубовта. Онамо каде што љубовта умрела, создај нова љубов меѓу нас. Покажи ми што навистина представува безусловна љубов и како да му ја пренесам на начин на кој ќе може јасно да ја прими. Донеси единство меѓу нас, за да можеме да се согласуваме во се. Амос, 3 глава, 3 стих. А Бог на трпението и утехата нека не направи едномислени еден спрема друг, според Исус Христос. Римјаните, 15 глава, 5 стих. Според Исус Христос направи не тим кој не се стреми кон одделни, надпреварувачки и независни животи, туку кој работи заедно, не забележувајќи ги недостатоците и слабостите на другиот, заради доброто на бракот. Помогни ни да се стремиме кон она што е за мир и за заемно надградување. Римјаните, 14 глава, 19 стих. Направи не совршено соединети во еден ум и една мисла. 1 Коринќаните, 1 глава, 10 стих. Се молам нашата посветеност на Тебе и еден на друг да станува се посилна и постраствена секој ден. Оспособи го него да биде глава на домот како што Ти го создаде да биде и покажи ми како да го поддржувам и да го почитувам, додека тој го заземе своето место на водство. Помогни ми да ги разберам неговите соништа и да ги гледам нештата од негова перспектива. Откри ми што тој сака и што му треба и покажи ми ги потенцијалните проблеми пред да се појават. Вдахни го Твојот живот во нашиот брак. Направи ме нова личност, Господе. Дај ми нова перспектива, позитивен став и обновен однос со мажот кој Ти ми го даде. Помогни ми да го гледам со нови очи, со нова благодарност, нова љубов, нова сочувствителност и ново прифаќање. Дај му на мојот сопруг нова жена, а тоа нека бидам јас. Моќни алатки. Се што ќе побарате во молитва, верувајте дека го примивте и ќе ви биде. И кога сте на молитва, простете ако имате нешто против некого, па и вашиот татко кој е на небесата да ви ги прости вашите гревови. Евангелие според Марко, 11 глава, 24 и 25 стих. Бидете љубезни еден кон друг, чувствителни, проштавајќи се еден на друг, како што и Бог ви прости вам во Христос. Ефешаните, 4 глава, 32 стих. Молете и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори, зашто секој кој моли добива, кој бара наоѓа и на оној кој чука ќе му се отвори. Евангелие според Матеј, 7 глава, 7 и 8 стих. Со мудрост се гради куќа и со разумност се утврдува и преку знаење се полнат собите со секакви благопријатни и скапоцени богатства. Пословици, 24 глава, 3 и 4 стих. Да не бидеме уморни да правиме добро, зашто ќе жнееме во право време ако не се умориме.
Галатите, 6 глава, 9 стих.